По откривањето на бројните злоупотреби при користењето на дел од државното земјоделско земјиште во изминатите неколку години, најчесто од луѓе блиски до тогашната власт, државата го вклучи црвениот аларм за ставање ред и елиминирање на манипулациите. Најголем дел од овие плодни парцели се користеле од големи компании за лични профитабилни бизниси, како што е поставувањето фотоволтаици, одгледувањето на извозно ориентирани култури, бадеми, лешници, ореви и слично, или пак за производство на биогаз, само не и за производство на храна. Според ресорниот министер, досега биле детектирани над 2000 хектари државно земјоделско земјиште кое било злоупотребено, а континуирано се правеле и други проверки, уверува тој. Не е тоа само откривање на злоупотреба, него имаме тука и дополнително злоупотреба на субвенции кои што се користеле од државата, биле безправно. Тука се водат едни посебни постапки како надлежни институции кои што учествуваат во овој дел на проверки. Голема е категоријата луѓе кои што во изминатите години заради тоа што имале одредена близина со власта да си дозволи да прават вакви манипулации, меѓутоа нашата обврска, законска обврска е да овој процес го стопираме и нормално, пак ќе повторам, земјоделското земјиште да го ставиме кај земјоделците на располагање. Враќањето на злоупотребеното државно земјиште во повторно владење на државата, за после тоа да може да им се додели и на вистинските земјоделци, надлежното министерство го решава со распишување на јавни повици до земјоделците. Неодамна завршија првите 5 огласи, кои беа објавени кон крајот на минатата година и тие договори веќе се испраќаат ке земјоделците апликанти, но наскоро ќе има и нови огласи. Можам да најавам дека во месец некаде од прилика јуни-јули ќе има нов оглас каде што ќе имаме спремни големи површини за да ги ставиме на располагање и ги охрабрувам сите оние земјоделци, поготоа и младите земјоделци, да учествуваат нови огласи се со цел да биде навистина истото ставено во функција. По првите 5 огласи во ресорното министерство пристигнале околу 1600 понуди за давање под закуп на државно земјоделско земјиште. Од нив позитивно биле решени 982 барања за вкупна површина од 2862 хектари, а имало и 220 понуди за легализација на површини на кои има насадено долгогодишни насади. Од нив 160 биле решени позитивно за површина од 380 хектари. Инаку во Македонија, според експертите, дури 70% од вкупното земјоделско земјиште не се обработува.